Прво место за екипите на учениците од основното училиште Гоце Делчев и средношколците од медицинското училиште во Штип. Тие денеска во конкуренција на 25 екипи и силна конкуренција со околу 150 надпреварувачи покажаа најдобри резултати на општинскиот надпревар по прва помош, што и годинава го организираше Црвениот крст на град Штип. Имаме 17 екипи од основните училишта и имаме 8 екипи од средните училишта, или вкупно некаде околу 150 ученици кои ќе работат практично на укажување на прва помош. Имаме 6 работни точки на кои што децата треба да го покажат своето знаење од претходно спроведените обуки по основните и средните училишта. Сите учесници на овој надпревар претходно имаа обуки од страна на наши доктори и волонтери кои што ги обучуваа како да направат преврски, мобилизација, како да укажат прва помош во дадени моменти и ситуации и како да помогнат на лица кои што се повредени се наоѓаат во некоја незгода. Првата помош спасува живот е мотото од кое денеска беа водени надпреварувачите. На надпреварот кој се одржа во паркот Кртеќе беа поставени пунктови на кои надпреварувачите укажуваа прва помош на импровизирано повредени лица, скршеници, крварења, секојдневни повреди. Стручна комисија ги оценуваше нивните познавања, техники и знаења во пружањето на медицинска помош, пред се тимската работа и организираност. Доаѓам основното општинско училиште Гоце Делчев Штип и учам во 7 одделение. Нас да учествуваме во овој надпревар не потикнаа 4 одредби на Црвениот крст: пријателството, хуманоста, пристрасноста и несебичноста. Училиштето Ванче Прки Штип и сум 6 одделение. Јас се надпреварувам на овој надпревар затоа што сакам да помогнам на некои лица, на некоја несреќа, бидејќи добро е да бидеме сите хумани и да спасиме можеби на некој живот. Овде сум за да помогнам на некои лица кои им треба помош. Мислам дека е добро, треба да бидеме хумани и треба да помогнеме на личноста која е загрозена. Победничката екипа од Средното општинско училиште Јане Сандански во Штип ќе продолжи со надпреварите на републичкиот надпревар по прва помош, што на почетокот на септември ќе се одржи во Кичево.